Со моите другари на забава бев во дискотеката и седевме точно до бината од каде започна пожарот. Како видов дека веќе се пали плафонот и почнувам со мојата вода и сите другари да гасиме. Дојде и газдата на дискотеката со ПП апарат почна да гасе, ама тај ПП апарат некако не беше соодветен. Пејачот на бендот ДНК почна да вика во тој момент сите излегувајте еден по еден. Тоа беше толпа на народ. Пожарот стаса толку многу, целиот плафон се запали. Бев многу блиско до вратата и се заглавив на самиот излез. Веќе однема струја, многу голем чат имаше. Писка, вика, сите тражеа помош. Јас ги ставив само така раците да не ми изгоре главата и веќе се бев откажал. И другиот колега вулканизер го видов како помага на луѓето и он ми излече надвор без патики, без салишта, толку што беше многу тесно и заглавено. Дојде брза помош, ме однесоа у Кочанската болница, ми ставија инфузија. Сестрите колку можеа помага, на некој не може, ме однеселе за Скопје. Вечерта ме пратеа за Белград, имав 3 степен изгореници на десната рака, имав потешкоти со дишењето. На левата рака сум трансплантации на прсти и на дланка, на десната рака имам кожа одземена од сопствените нози. Се јавив на мојата сестра да прашам како е мојата внука. И она ми кажа дека е почината, бев под депресија, не можев да го прифатам тоа што сам го изгубил. Уопште не се нервирам за моите раци што се вакви, како што ми криво што го изгубив моето ангелче, затоа што нема нешто повише што сум го сакал од неа. И никој животот нема да ми биде исти како што ми бил до сега.